Опа! Здраво, дички! Добро дојдовте во уште едно Дома со Леа видео. Моето име е Леа. Повторно и овој понеделник ви спремив едно 10-минутно видео и се надевам дека ќе ви биде интересно. Денешното видео е моje прво вакво по еден доста популарен YouTube концепт, кој што се нарекува Clean with me, односно чистење со мене, чистење во вистинско време и покрај тоа што бев амбициозна да направам едно долго видео за комплетно чистење дома, сепак се што успеав засега да ви снимам е една дружба за чистење на кујната. Видеото го убрзав, бидејќи целото видео траеше околу 30 на минути. Најголем дел од тоа време го посветив занимавајќи ја ќерка ми да биде мирна, нели, додека јас ја досредувам кујната. Меѓутоа, како што ќе видите на ова видео, постигнав и сериозен успех за кој што мислам дека доколку нели зарани ми правеше дистракции, ќе ми беа потребни околу 15 на минути за да го постигнам, така што во таа смисла го убрзав видеото и сега тоа трае точно толку колку што ми требало за една ваква површина за каква што станува збор. Затоа ве охрабрувам, пуштате си ова видео доколку и самите имате простор во домот, особено во кујната, нели, што треба да се расчисти, и ајде да си правиме друштво и да чистиме заедно. Од кај ќе почнеме? Од кујната? Вака изгледа кујната. Не е раскринато неколку дена, макар што и кога ќе биде раскринато, може многу брзо да се случи да за неколку минути да стане, нели, пак вакво. Ајде, мама сега нешто да проба. Може, Зазе? Може да проба мама нешто? Епа, дечки, засукајте ракавите и може да почнеме. Ова видео сакам да го посветам на моите засега единствени патрони на веб страната patreon.com, кои што ме поддржуваат редовно секој месец. Тоа се моите драги Елена и Дона, од кои што лично имам слушнато дека најчесто моите видеа ги гледаат кога им треба друштво за вршење на некоја ваква досадна обврска дома. Така и ве едно видео, дечки, да се дружиме додека чистиме. Ви благодарам многу за сета поддршка што ми ја давате, и финансиска и морална. Ајде да видиме каков е овој неред што пробувам да го совладам на ова видео. Значи, станува збор само за работната површина во мојата кујна, која што е доста мала и заради тоа е лесно и требаат само малку предмети за да изгледа, нели, многу затрупана. Најпрво морам да се ослободам од вишокот предмети кои што ја зафаќаат оваа површина, пред се садови за миење, но и некои други работи кои што ете сме ги оставиле тука. Исто така, сите површини ќе ги пребришам, меѓутоа, бидејќи најчесто за чистење имам професионална помош, тоа најчесто значи еднаш во месецот до 2 пати во месецот. Всушност, многу ретко самата чистам со тешки хигиенски средства, па затоа и овој пат ќе ве забележите дека не користам некои посебни средства за отстранување на нечистотиите, туку станува збор за обично расчистување во смисла одржување на хигиената на просторот. Садовите практикувам да ги мијам во машина, посебно се уверив во ефикасноста на машините за садови, кога заради некои технички проблеми моравме да го вршиме празнењето на машината во леѓен и буквално, значи, не постои начин човек да измие толкаво купче садови колку што собира во машината, со толку малку вода потрошена и со тоа и толку малку електрична енергија. Неверојатно се штедливи машините, додека не почнав да ја користам, односно до тој настан не ми беше јасно колку тоа всушност малку троши. Меѓутоа сега сум голем фан и поборник на машините за садови.
Постојат некои предмети кои што ги користам почесто во еден ден и нив гледам да ги мијам на рака за да ми бидат стално достапни, бидејќи нели кога се затворени во машината, па чекаат да се собере доволно садови за да ја пуштам машината, па после се перат час или два во машината а во меѓувреме ми се потребни, затоа ги оставам вака. И сега токму тие предмети ќе влезат во кадар овдека на крпава за сушење. Да, потребно е да се внимава и на хигиената на предметите кои што ни стојат стално на површината во кујната. Едноставно предметите на кои што таму има местото. Тие доста често можат да се извалкаат од нашите пропратни активности во кујната и исто така можат и да фатат прашина. Обично, како што кажав, не чистам со тешки средства, односно средства кои што содржат посериозни хемикалии во нив. Најчесто чистам само со сјај за садови, во зависност од типот на она што го чистам, може да употребам и вим или само сода бикарбона. За бигор и површини кои што знаат да фатат бигор, најчесто користам само алкохолен оцет. Ова мислам дека е и едноставно, но и еколошки, бидејќи помал дел од хемикалиите всушност завршуваат во отпадните води на овој начин. Инаку лично работата во кујната ми представува задоволство, но ми представува и обврска. Од домашните работи највеќе обожавам работи што се поврзани со облека, односно перење, спружување, диплење јалишта, прередување јалишта, особено пакување за летна и зимска сезона, соодветно практично се што е поврзано со облека, освен можеби пеглањето, што ми е доста напорно. Тоа се сепак лични преференции, нели? Без разлика во кои обврски уживаме, а во кои не, сите обврски мора навремено да се подмират, за да не се случи да имаме хаос, нели, во куќата или во станот во кој што живееме. Обврските најчесто ги делиме со сопругот, така што не гледаме кој што треба да направи следно или кој што прави стално, туку кој има време и кој може да заврши во од некоја од обврските кои што нели очигледно треба да се извршат. Сега јас поголем дел од времето нели го минам дома со Зара, меѓутоа немојте да мислите дека е лесно да се одвои доволно време за чистење кога сте со толку мало дете дома, бидејќи незините потреби некогаш нели знаат да бидат итни, во смисла доколку нели сте до лакти во сапуница или во вода во процесот на чистење, можеби сето тоа ќе треба итно да го оставите и да заминете да видите што бара од вас вашето дете. И во таа смисла не можам да правам поголеми хигиенски зафати, генералки и слични чистења додека сме сами дома. Немојте се чудите зошто има четка за зави во кадарот. Неодамна научив дека може печурките за готвење, посебно шампиньоните, дека најдобро се чистат кога не се потопуваат во многу вода, бидејќи самите упиваат вода, туку под силен млаз на вода добро се чистат доколку имате нешто од типот на четка за заби, посебно мека четка за зави да ја отстрани само земјата. Со тоа не мора да се лупат и не мора да се киснат во вода. Еве, сега сум готова. Сега ќе ви покажам и како изгледа во моментов кујнава, пречи само ова купче садови кои што мора да се исцедат пред да ги кренам. Еве го прозорот, остануваат само овие работи на сушарата кои што се сушат на парното, меѓутоа ќе ги отстранам набрзо кога ќе бидат суви. Ова ќоше ми е омилено кога е вака исчистено. За кратко ќе снимам и како ќе изгледа кујната без ова купче садови тука. Се надевам дека ова видео ви беше интересно и дека ве мотивираше да си раскренете нели по нешто дома.
Доколку е тоа случај, доколку ве мотивира ова видео за чистење, пишете ми во коментари, ќе се погрижам набрзо да снимам повеќе вакви видеа. Доколку имате некои посебни трикови или хакови во врска со чистењето на кујната, исто така пишете ми во коментари, сигурна сум дека сите гледачи ќе сакаат да ги прочитаат. Поздрав!